Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Сколиозата е здравствен проблем што доведува до искривување на рабетниот столб. Што е показател за сколиоза и дали благата сколиоза е лесно воочлива? На која возраст обично се јавува проблемот? Има ли одредени активности што можат да ја влошат, но истовремено и да го спречат прогресот на болеста? На оваа тема денеска разговараме со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална рехабилитација и медицина во Превентива 99. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Што е показател за сколиозата и постои ли начин да се стопира незината прогресија? На оваа тема денеска разговараме со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација по Превентива 99. Докторке, добре дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Ви благодарам на поканата и добро ве најдов. Како искривување на ребетот представува сколиозата? Ние тоа го викаме латерално искривување, односно не искривување странично, да, и странично искривување на рабетниот столб, каде што во зависност од локализацијата може да биде на долниот дел од рабетот, лумбално, може да биде торакално, тоа е градниот кош, или може да биде цервикално, односно искривување на вратот. Тоа е кога имаме единична кривина или многу често кога кривината е преголема, настанува двојна сколиоза, односно телото се обидува да се исправи и ако имаме долна лумбална, па ни прави горе и секундарна, ние викаме двојна сколиоза, односно ни прави уште едно искривување и горе. Било сликовито, кога се гледа од страна како форма на буквата Ц. Да, S како S не е наша или латинично, или Ц настанува искривувањето, тоа е кога е двојна, кога е единична може да биде и помала. Меѓутоа во зависност од степенувањето, тоа не игра многу голема улога во врска со сколиозата. Колку имаме искривување на рабетниот столб. Кога го проценувате овој деформитет, што е важно? Пред се ние правиме клинички преглед и добро е во училиштата, нели едно време, мислам дека и сега има превентивни прегледи од страна на доктори и би требало да се прави превентивен преглед, односно се гледа рамењата на децата и родителите како да видат дали едното рамо е повисоко од другото, дали на пример, пошто многу често може да биде заедно и со кифоза, односно да има изгрбавување, потоа се гледаат, ние викаме тука едни триаголници, односно детето кога ќе ги спушти рачињата, дали им се еднакви тие триаголници што се образуваат меѓу лумбалниот дел, да речеме, струкот и меѓу раката, кога ќе се испружи, се гледа од напред дали има деформитет, односно испакнување на ребетот на коската од една страна или испакнување на долниот дел, на лумбалниот дел, значи доаѓа до искривување и испакнување, а најчесто ние го дијагностицираме со бендинг тест, односно тест со наведнување, каде што гледаме ребетот дали е еднаков и правилен. Значи, асиметријата на рамената би бил првиот сигнал што родителите треба да ги загрижи. Бидејќи не е лесно за родителите да проценат блага сколиоза и лошо држење на телото. Слично изгледа. Меѓутоа држењето лошото на тело, тоа се коригира. Односно кога ќе му речеме на детето да се исправи и да се намести, детето ќе се намести, додека ако имаме сколиоза, детето нема да може да се коригира и токму поради тоа имаме функционална сколиоза, односно сколиоза која не може да се, нели, со држењето правилно на телото, не може, и тоа е всушност таа дијагноза сколиоза, а лошото држање не е дијагноза само по себе. Како проценувате дали е лесна или тешка формата на сколиоза? Пред се на самиот преглед правиме и имаме апарати за мерење, тие се како едни ленирчиња и со нив детето кога се наведнува се прати линијата и се гледа дали е и колку искривувањето. Нас најмногу не секира, да речем, искривување кое е повеќе од 10 степени, бидејќи веќе не укажува на тоа дека имаме сколиоза. Исто така зависи од годината, односно колку години има детето. Дете по 10 години, ако има повеќе од 10 степени сколиоза, веќе требаме да се загрижиме, бидејќи во тој интензивен период на раст може да дојде до нагло влошување на сколиозата. Значи, пред се правиме преглед, а потоа, ако треба, секогаш се препорачува да се направи рентген, односно рентген на целиот рбет, рентген панорама, и со тоа точно ги мериме аглите, тоа се вика копсофагол, каде што се мери колку е искривувањето и според тоа одлучуваме дали е во лесна форма, односно до 10 степени, од
10 имаме степени, до, да речеме, ние до 25 степени не го лекуваме повеќе само со вежби, а на 25 степени веќе решаваме кога има детето да носи и некоја, нели, да носи некое помагало што би му го држало да го исправи рбетот покрај вежбите што му ги даваме на детето, додека над 45 степени веќе се препорачува оперативно лекување. Веќе се тоа сериозни форми на искривување на Да. рбетот. Знаете ли се конкретните причини што доведуваат до сколиоза? Или едноставно овој деформитет се случува без некој посебен повод? Не, имаме ние конгенитални, односно вродени. Тие што се вродени се претежно од најлошите форми, за среќа па се многу ретки, некаде од прилика 1 на 100.000, додека најчестите ги водиме идеопатска детска сколиоза, односно без, некоја викам идеопатска, значи без да знаеме која е причината на појавата. Најчесто се поврзува со брзиот раст и најмногу доаѓа до искривување кога детето расте многу брзо и во пубертетот. Односно некаде најголемо очекуваме растење кај децата. Затоа реков, ако е пред 10 години, очекуваме дека детето, женското дете до 14 години расте, од прилика сега средно највисоко, и ако почне од пред 10 имаме искривување, до 14 години може да очекуваме драстично да се влоши. Потоа, ако е машко, некаде до 16 години очекуваме да имаме најголемо искривување, така да речеме дека добро би било да се направи некоја превентивна преглед ако родителите приметат дека детето има искривување. Тие кај тие идеопатски имаме и некои секундарни поради други причини, например не дај Боже поради тумори или поради вродени некои аномалии на коската каде што детето има искривување, меѓутоа имаме и адултна форма на сколиоза, односно возрастна сколиоза што се јавува кај возрастни, понекогаш поради некои здравствени состојби искривување доаѓа до искривување на рбетот. А кога започнува всушност сколиозата, на која возраст? Доколку е идиопатска, доколку е непозната причината? Идиопатска рековме, значи може да почне од 6-7 години па нагоре, најчесто ви реков до 10 години е најалармантно, а после 10 години ако се јавува ги следиме, меѓутоа сепак се препорачува ако се утврди на тој систематски или родителите го однесат детето на преглед кај ортопед или на физијатар. Ако ние увидиме дека детето има сколиоза и ако направиме рентген снимка и ако видиме дека е таа над 10 степени, дека треба да се коригира, тога се препорачува вежби и следење редовно, например во зависност од висината, дома родителите може да ја пратат висината на детето, ако забележат дека детето нагло почнува да расте, тоа е едно, нели, како еден аларм да ни биде, да го побрзо да го донесеме на лекар за да може да се прати дали напредува и самото искривување. Во тие моменти може нагло да се влоши, да речеме за еден месец да дојде до сериозно. За еден месец нема да дојде, меѓутоа за година дена имаме деца кои што растат и по 12 сантими. Тоа е сериозно, нели, растење и тогаш може да дојде до големо искривување. Родителот претежно не вика, меѓутоа, нели, јас не приметив ова како да се случи преку ноќ. Не е баш преку ноќ, меѓутоа некои 6 месеци до година дена во зависност од степенот на растење на детето, нели, може да очекуваме, меѓутоа ние ако сакаме можеме и да предвидиме како ќе напредува таа сколиоза, односно дали зоните на раст на детето се затвараат, ако се затворени, да речеме е стигнато до 20 степени, ние не очекуваме веќе дека ќе има прогресија на полошо. Значи со запирањето на растот всушност запира влошувањето на сколиозата. Најчесто да. Најчесто. Да. Така, а дали овие деца обично имаат и дефицит на витамин Д? Според некои клинички студии што ги прочитав, нема некоја релевантна поврзаност на витаминот Д со сколиозата. Значи нема нешто што би можеле да докажеме дека точно витаминот Д би ни предизвикал, нели, сколиоза. Или обратно, сколиозата да ни предизвика на недостаток на витамин Д. Значи клинички несигнификантно. А дали науката може да предвиди кое дете ќе има сколиотично држање и кај кое дете ќе се јави тој аголни искривување на рбетот? Аголни искривување може да се јави кај тој што ќе почне многу порано. Ако почне многу порано, очекуваме детето во кога ќе почне да расте. На проблемот може да се процени. Може да се процени, може да се види дали важно е дали имаме и ротација на прашлените, односно дали искривувањето не е само искривување, имаме и ротација, кога имаме ротација имаме и уште мало влошување на состојбата и уште мало отежнување и многу често кај тие случаи на 25 степени на Копсов агол доаѓа
до носење на едни ортози, што децата многу нели пошто се пластични корсети, не се многу среќни да ги носат, меѓутоа тие мора да се носат и мора да се носат по 20 часа и над 20 часа, значи и детето и да спие со нив и да оди на школа и да функционира, имаме едни нели отпор голем, односно децата не Што е сакаат. разбирливо, особено во таа возраст, кога се во пубертет. А дали сериозните искривувања на рбетот со голем агол почесто се вуваат кај момчињата или кај девојчињата? Има некои испитувања каде што во принцип брзото и наглото знае многу често и кај момчињата да се јави. Како меѓутоа не е нешто огромно, Нема голема разлика, да, меѓу момчињата и девојчињата. Значи може да се јави всушност и кај Кај двата пола, пола еднакво. доколку не се забележи забележи на време. проблемот на времено. А дали може нормално да се функционира со сколиоза? Можат ли децата нормално да живеат и во адултната возраст доколку сколиозата е блага? Ако е блага сколиоза, односно ние таа ја водиме до 10 степени, они ќе си имаат секако нормален живот. Тие што се над 10 степени, многу често понатаму збориме веќе после 30-40 години знаат да имаат некои проблеми со рбетот поради лошото држење, нели рбетот трпи на едно место притисок, па многу често се посклони на некои дегенеративни состојби на рбетниот столб, меѓутоа не често секогаш сколиозата предизвикува болка, односно може да имаат и деца со изразена сколиоза да немаат да речеме некаква болка и токму поради тоа родителите да не се јават. Тие над 45 степени, над 50 степени веќе имаме проблеми, може да ни даде посебно торакалниот дел и проблеми со срцето, може да ни даде и проблеми со белите дробови, дури и проблеми може да ни даде и со бубрезите. Така да, затоа викаме таа над 45 степени треба да се коригира сколиоза оперативно. А слабе ли мускулатурата на едната страна на телото кај лицето што имаат сколиоза? Да, бидејќи таа страна е неактивна и поради тоа доаѓа до слабување. Затоа ние кога правиме корективни вежби, односно таа страна што треба ја јакнеме со цел да се подобри, другата страна истегнуваме со цел да биде поистегнато, односно да се отвори таа кривина. Така да се соодветно треба да се прават вежби, мислам тоа е всушност и лекувањето, да речеме конзервативно. Тоа се вежби на пациентите и со тоа да дојде до исправување на таа сколиоза во зависност од местото на искривување. Се прави проценка и се определува терапија, вежба примерно пациентот 2-3 месеци, после 2-3 месеци доаѓа повторно на контрола, гледаме дали има промена, кој мускул треба да се јакне, кој треба да се опушти, дали треба да се јакне, бидејќи треба целиот кор, ние го викаме целото јадро, односно и стомачите мускули треба да се зајакнат. Многу често имаме проблеми, слабост, например, кај тие деца и во мускулатурата на клоковите, па треба да правиме и такви вежби, да зајакнуваме мускулите како цело. Значи се прави програм за секој пациент Индивидуален. Но постојат ли, велат физичката активност дека е многу важна за цврстината на зајакнувањето на мускулите, на градната мускулатура, грбната мускулатура, стомачната, а сето тоа води кон здравје на рбетниот столб. Но постојат ли одредени спортски активности, физички активности кои што би можеле да ја влошат веќе постоечката сколиоза? И веќе почнам со конкретни примери. Што е со привиткувањето на назад и гимнастиката? За многу родители гимнастиката представува одличен спорт и сметаат дека тоа е добро за рбетот. Но дали, доколку детето има сколиоза, тоа е препорачливо? Значи, секогаш тие деца што имаат сколиоза над 10-15 степени, според мене треба да прават соодветни вежби што се наменети за нивното искривување, бидејќи во тој случај ако може да се јакне едната мускулатура, а да ослабее другата и точно да се постигне негативниот ефект. Исто покрај гимнастиката многу често ни се случува и кај децата што играат кошарка, бидејќи нели едната рака иде постојано нагоре, ако таа рака, бидејќи ние кога вежбаме на пример идеме со лева рака горе или со десна рака горе, ако пациентот требала другата рака да ја користи нели нагоре, тогаш би дошло до зголемување на таа сколиоза. Така да сепак и тенисот претпоставувам тука. Да, во зависност нели која рака. И тие значи спортови ја затоа претежно им препорачувам пливање на пациентите како добро или на пример нели одбојка со двете раце, меѓутоа сепак сервата во зависност дали е деснак или левак иде на едната. Меѓутоа ете тие спортови, мислам секако пливањето би било најбезбеден спорт. Грбно пливање
заболивање или И грбно секак, и предното било секако ги јакне мускулатурата на горниот дел од трбетот, што всушност ни треба. Соодветно и нозете, меѓутоа не до тој степен, а не може да настане некоја повреда, бидејќи нели одземена е гравитација по време на плевањето. А балетот? Па балетот може, меѓутоа како што кажав, и балетот зависи која страна повеќе ја користат и како би биле нели еднакви, дали би биле еднакви вежбите. И секако сметам дека тие што работат инструктори со деца дека треба да бидат нели информирани и во врска со вежбите, би требале они да се со факултет за физичко образование или нешто слично, каде што и таму учат за сколиозата и би можели они да ги препознаат знаците на сколиоза, меѓутоа и да воведат некои работи што дополнително би им помогнале на децата. Но смеат ли сите вежби да ги направат? Па во принцип подобро е да имаат било Бидејќи каква имаат нели ротации на Да, рветот. тие кај што имаат ротации, да, подобро е, сепак ја би рекла дека подобро е да вежбаат било што отколку да не вежбаат ништо. Бидејќи со седењето дома и на компјутер и на телефон, сигурно децата нема да бидат поздрави, пофизички активни. Доаѓаме до седењето, но пред тоа да ги поканам гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на тема сколиоза. Како влијае сколиозата на седењето на веќе постоечката сколиоза, со оглед на тоа дека постојано децата седат пред компјутер со мобилниот телефон во рака, но и на училиште седат со часови. Домашната работа потоа во домот ја пишуваат на таков многу начин. и мислам дека им се тешки веќе и ранците, колку Така. што имам заприметено, и тие допринесуваат и ја влошуваат целата состојба. Имаат и некои ранчиња и навлечења, што до некаде може би е добро, меѓутоа сепак ако се користи Повторно едната една рака, рака. повторно може да настане сличен проблем. Од друга страна, со часови седат и цело време кога учи, нели, главите се надоле, што и тоа допринесуваат и за искривување и на кифозата, меѓутоа во зависност ако и некоја цервикално или торакално искривување повторно може да се нагласи. Кај нас во Македонија не се практикува, меѓутоа во други земји, претежно тие се некои руски земји, они имаат едни, како, значи книгите не им стојат доле, туку им стојат горе за да им бидат во висина на очите и за да не доаѓа до нели искривување на рбетниот столб. А читање лежејќи? Па читање лежејќи нема да ја влоши состојбата, бидејќи сепак сметаме дека ако е правилен душекот, ако е правилна перницата, не би требало да донесе до влошување на состојбата. Ке вклучиме гледача, потоа продолжуваме со уште некои активности кои што може да ја влошат сколиозата. Ке појасните дали е тоа точно или пак е мит. Ке го вклучиме гледачот и ке го слушаме неговото прашање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сакам да прашам. Имам ќерка 30 години. Еве од 23-та година она веќе ми има сколиоза. Значи сме пробале и вежби и се, например, сме оделе и ке доктор Васко во Скопје. Значи сегде, значи подобрување нема никакво. Ми рекоа до 26-та година ако не се управи, значи нема да види прима лекови, оди ностоп на инфузии, прави некои пациентката има вежби. болки? Молам? Пациентката има болки, ќерка ви има болки? Да. Има посебно во делот околу кичмата тука. Сега, дали осем она прима дешаметазони, пошто она е во Струмица, мажена е таму, работат и е во седечка состојба, значи она е продавачка. Така. А работи и плюс земјоделие. Значи, посебно кога е промената вака, значи она стасува до болки, градна, грбна болка има, сега брзо имаше така, значи болки, осем, што и даваат раптен дуо, тоа декаметазони, значи, воопшто не и помагаат. Дали Така, има некој Нешто друго, лек? за да нешто помогне друго. кај сколиоза кај возрасно лице. Ви благодарам Да, за вклучувањето во програма. Да. Повелете, доктор. Ова интересно е, би требало да се каже дека во принцип сколиозата ја лечиме до 20 година. Аха, до Односно до 21. завршување на растот на коските, бидејќи до тога се смета комплетно дека се затвара коската кај некои луѓе и порано. Така да на 23 години сколиозата не верувам дека е откриена. Таа е тогаш е откриена, меѓутоа не е тогаш Не е тогаш појавена. настаната. Да.
таа е настаната повеќе. Ова мене што ми го кажува гледачката, најверојатно станува збор веќе за некоја друга состојба. Или пациентката има некоја дискус хернија, што завршува на такви болки, или притиснате некој нерв од друго потекло. Така да тука би требало да се направи магнетна резонанса, бидејќи сколиозата сама по себе не може да даде такви јаки болки за пациентката да прима нестероидни антиинфламаторни кортикостероиди, што секако на таа возраст сметам дека нон-стоп кортикостероиди не на таа, на било која возраст, дека не е соодветно да се дава, бидејќи се носи соодветно собствени негативни ефекти, како намалување, зголемување на притисокот, ризикот за појава во иднина на дијабет ако премногу се користи и ред други работи. Така да се направи добра снимка, да се направи магнетна, се направи преглед од доктори, да се определи таа сколиоза сигурно не ја прави сама по себе болката, значи има и некоја дегенеративна болест, да, причината, основата може да е сколиоза, таа нема да се исправи, меѓутоа останатата диагноза да може да се изрегулира. Се јавува ли полесно дискус хернија кај рбет кој што е искривен? Секако, да, бидејќи притисокот е постојано на едно место, нели таму кај што има искривување, едното место е постојано притиснат и многу често кај тие всушност луѓе еве вака во многу помлада возраст се јавуваат тие, ние ги викаме дегенеративни болести, односно болести на старењето на рбетот, меѓутоа кај нив не е толку можело телото, бидејќи од мала возраст ако се јави, толку можело да го истрпи тоа оптеретување, посебно еве како што кажа кај седечка работа, константно и плюс еве ако работи земјоделие, претпоставувам дека има наведнување, дигање тешко и сето тоа доаѓа до оптеретување на рбетот, а веќе тој рбет е до некаде искривен од сколиозата. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност пред да преминеме на предвидениот концепт за денеска. Добар ден за следниот од нив. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве очекуваме со прашање. Добар ден. Доколку не може да се склучи овој гледач, да се обидеме со другиот. Еве уште еднаш добар ден. Разбрав дека двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Сакам да ве поздравам, да ви ја поздравам емисијата. Поздрав до вакви млади и успешни лекари. Сакам да ја поздравам докторката и само да прашам, например, болки во кичмата. Дали кај нејзе оператива тоа што е, дали може да се помогне нешто? Така, во превентива 99 работи Да, докторката. знам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, доколку Секако, да. има Значи, болки во рбетот. тоа не е како да речеме најспецијалноста. Ние работиме со проблеми на целиот рбетен столб. Претпоставам дали има некој дегенеративно заболување, пошто е по возраст на господјата. Работиме со такви болести. Во принцип, во зависност од каква е состојбата, да се направи испитување, па потоа ќе се оди кон лекување. Потребно да донесат снимки, да. Јас мислам дека сите доктори не прифаќаме да работиме без никакви снимки. Соодветно, после прегледот ќе знаеме точно кој тип на снимка ни било потребно, дали би ни било рентген, магнет, дали компјутер, во зависност од што е тоа што мислиме дека би требале да го видиме. Продолжуваме со причините за влошување на сколиозата. Секој од нас има умилен начин на спиење. И сега вела дека спиењето на стомак е најлошото нешто, најлошата положба за децата со сколиоза. Тоа е најлошо спиење за сите, вклучително и за нас возрастните, бидејќи не се задржуваат нормалните кривини на телото, односно главата треба да не биде ротирана према една или према друга страна, стомакот би требало да не биде исправен. Најубаво би било спиење на грб или спиење на страна, со тоа би се задржиле нормалните кривини нели на телото под претпоставка дека се користи правилен душек и правилна перница, значи да не ни паѓа главата премногу во перницата, не да ни стои ни издигната и да може душекот да не биде ни претврд, ни премек, за да се задржат тие нормални нели наши контури што ги имаме, односно имаме цервикална значи лордоза, торакална кифоза и лумбална лордоза, односно се задржи таа кривина есна на рбетот и по време на спиењето. Значи за време на спиењето треба рбетот да биде во својата природна положба. Откако ќе биде диагностицирана сколиозата кај пациентите? Како се пристапува кон вежбите? Дали тие треба да се изведуваат само кај Не, значи ние правиме програма физијатар или дома?
Не, апсолутно само на физикална, ако ги прави детето вежбите, никаков успех нема да има, бидејќи тоа се 10 до 15 дена програми каде што ние ги учиме пациентите, многу често доаѓаат и родителите за да ги гледаат како ги изведуваат вежбите, дури некојаш им даваме и да ги снимаат, за потоа да си им правиме и програма, меѓутоа основно и дома да си продолжат. Значи не може само да доаѓаат бидејќи колку време би доаѓале. Значи дома мора да се продолжи и со вежби и со физичка активност. Сложени ли се вежбите што се сметам дека прават? не се, бидејќи сите вежби може да се изведат, децата се здрави, немаат други болести, многу полесна популација се, само да има желба за детето да работи, претежно таа желба се јавува после 15-16 години кога веќе ќе сака да бидат исправени, убави, да изгледат убаво, кога ќе излезат на плажа, кога ќе бидат со другарки, другари, меѓутоа многу често не да кажеме дека е касно, меѓутоа треба порано да се интервенира. Значи што порано за подобри резултати? Ако имаме порано искривување на рбетот, пациентот соодветно треба да дојде порано да се прават корективните вежби. Ако имаме подобрување, ќе се заврши само со корективни вежби. Ако нема подобрување или има влошување, тогаш ќе се оди према корсетот, што се носи плюс вежбите. Значи времето кога се вади корсетот се користи за да се прават вежбите, не се користи за детето да одмара, бидејќи ако го носи корсетот, а не прави вежби, ние ќе ослабнеме дополнително мускулатурата и тогаш ќе имаме контраефект. Кога ќе го извадиме корсетот, ќе има влошување подоцна на самата сколиоза. Значи корсет и истовремено вежби. Да. Претпоставам дека тоа е многу напорно за мало дете. Па напорно е, меѓутоа има деца што се доста упорни и што имаат и родители што се доста упорни. И родителите треба да се упорни. Да, што имаат и доста добри резултати. Сме имале пациенти што сме започнале со корсети, па потоа сме стигнале да ги исфрлиме корсетите, меѓутоа сепак зависи од упорноста и на родителот и на детето. Обично колку време треба да се носи корсетот? Се носи корсетот и по неколку години. Неколку години? Да. Се додека не се забележи подобрување? Не се забележи подобрување или не заврши растот на коските. До крајот на растот на коските добив знак дека уште еден гледач има. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас го намалив малку телевизорот за да се слушаме. Така, одлично. Јас имам паднат од стол. Паднат од стол, не ми е спукната коската, само да прашам, повредено ми е ова мускул, како да речем, под коленото, мускулното ткиво, како да речем. Сега, дали треба да клам нешто за да го да го фиксира да не мрда? 2 недели веќе уште осеќам болка, не можам да шетам. А на кој дел? Каде точно на коленото? На колено? Под колено. Под коленото. Не ми е коленото повредено, немам скршеница на ногата. Така, бевте на лекар? Дали бевте на лекар? Направивте снимка? Да, направив снимка. И ви рекол дека немате скршеница, не е пукната сигурно ви дадоа нешто да ставате ациди борици, хепатромбин, ако има хематом. Не, ништо не ми дадоа само едно перскиндол, некој гел, друго ништо. Добро, може ациди борици да става. Еве ациди борици можете да ставите. И може некој хепатромбин за мачкање, ако има хематом сега, ако не е, да речем, ако нема отворена рана, ако има отворена рана, во тој случај не би ставале хепатромбин бидејќи ќе дојде до крварење. Така да нека биде тоа, ако продужи пациентката да нема некој поголем хематом, може да се види и на ехо и тогаш да се пристапи и на физикална, да се прават терапии за да се намали хематомот, да не се стврдне и да не се организира. Ако имаме руптура на мускул. Така. Може и такво нешто да се случи. Така, сепак е потребен уште еден преглед да се види па да се дадат насоки како и што понатаму. Колку често треба да се прават контролите кај децата кои што се вклучени во процесот на рехабилитација за сколиозата? Јас понекогаш во тоа активно време на растење знам да ги викам и на 3 месеци да доаѓаат за да следиме дали има влошување, дали има подобрување и всушност така да ги потсетиме малце децата дека треба да вежбаат и да им дадеме промена и во вежбите. Бидејќи понекогаш потребно е да се направи промена, значи даваме едните вежби, детето ги вежба, потоа гледаме на прегледот кога доаѓа дека треба нешто друго да се искоригира и додаваме некои други вежби, одземаме и така продолжува целиот процес на рехабилитација. Влија ли телесната тежина на детето врз процесот на рехабилитацијата, што ако е покрупно, подебело? Па,
тој потешко и се детектира. Имавме така едно пациентче што било доста крупно и дур не ослабнал, всушност родителите не ни приметиле дека детето има. Хипотетски може да влие, меѓутоа имаме и многу слаби деца, да речеме дури преслаби деца што имаат сколиоза баш и поради слабата мускулатура. Така да и тежината може и во едната и во другата насока да не влијае негативно, и премногу слаби и премногу обезни деца. Значи сите треба да бидат во некоја нормална граница дечињата. А некаква посебна исхрана се практикува за време на рехабилитацијата во однос на калциум? Значи повеќе немаме ние проблем со калциум кај тие пациенти. Значи ова не е рахитис, не е ништо, значи едноставно настанува искривување на рбетниот столб, не влијае калциумот, не влијае витаминот Д, значи нема никакво влијание. Нормално да се јадат и протеини, протеини, месо да јадат, растителни протеини за јакнење на мускулатурата, меѓутоа во нормални граници како што секој од нас јаде и секој дете на таа возраст треба да јаде. Значи некои диети нема да се препорача. Нема потреба, а витамин Д да речеме? Витамин Д секој дете пие, мислам дека тука веќе имаме правило, сите деца протоколи, значи ги пијат у тие нормални граници, да не се ни претерувани, да не се ни премногу да не се внесува, така да, значи нормално витаминот Д апсолутно нема никакво влијание директно, освен ако не збориме за рахитис, меѓутоа тоа е друга состојба. И сега сколиозата, дали секогаш е прогресивно заболување или прогресивен проблем? Дали секогаш ќе напредува? Може ли да се повлече проблемот само од себе? Не може да се повлече, ако веќе се појавил сам по себе, не може да се повлече, меѓутоа може да не прогресира, односно да остане до тој степен што е. Што и тоа еден вид не е прогресија, туку е стагнација на болеста. Може, имаме такви, имаме некои мали сколиози, например 2-3 степени, што клинички не се важни, се следат, например, по некое време гледаме дека нема напредок, така да воопшто не загрижуваат. И сега, до кога всушност ќе трае физикалната терапија? До завршувањето на растот на коските. Тогаш веќе сметаме дека растот е завршен и штом растот е завршен на коските, не очекуваме напредување и влошување на состојбата, што до некаде е добро во врска ако е некоја прогресивна, меѓутоа ако сакаме еве како што рече господјата да го излекуваме, и тоа не е позитивно бидејќи не може да дојде веќе до лекување. Имам уште неколку прашања на оваа тема, но имаме гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање. Имам диагностицирана сколиозис ретролистесис L5. Сега сум моментално скоро 40 години. Дали на оваа возраст има нешто со некои вежби би помогнале или барем да се спречи влошување на состојбата? Да, и ова е едно интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ретролистеза всушност представува пролизгување на самиот рбет. Можеби пациентката имала некој пат или нешто травма што го предизвикал листезата. Таа многу често знае да даде болки, посебно ако е во лумбалниот дел и трнење по нозете, така да и таа има степен на градирање од 1 до 4. Првите 2 степени, 2,5 степени, значи 2 степени не ги решаваме конзервативно, останатите се решаваат хирушки, меѓутоа секако сите со сколиоза убаво и после од кога ќе заврши растот на коските да продолжат со некаква физичка активност, колку толку да се задржи тоа ниво, да не ослабува мускулатурата, така да пациентката може да прави вежби со цел за зајакнување на мускулатурата и би требало да прави и за таа ретролистеза, значи да се јакне мускулот за да не дозволи пролизгување на самиот рбетен столб, меѓутоа тоа е во антериорна или ретролистеза, значи во задната насока. Значи ќе треба да се јакне и рбетот и стомакот, треба да се направи, меѓутоа треба да се направи план за вежбање, бидејќи па многу често пациентите дома ни решаваат дека треба да се активираат и почнуваат да вежбаат и многу често тие вежби па знаат да им испровоцираат некои лумбални болки, ако веќе како кој неа има проблеми со рбетот. Значи тука посебен план за вежбање и под надзор на почеток. Па да, на почеток да, потоа кога ќе се зајакне, сметам дека веќе нема потреба под надзор, ќе се вежбаат пациентите сами, дали сакаат на фитнес, дали пилатес во принцип за рбетниот столб, за тие лумбални проблеми, претежно се препорача пилатес и јога како подобри, така да не дојде до преголемо оштетување, бидејќи нема толку килаж. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден.
Јас ќе го замолам гледачот веднаш да го намали тонот на телевизорот, за да може да се вклучи во програма и да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Најдобро е сосема да го исклучите, разговорот следете го во слушалка. Имам дискус хернија. Така, имате дискус хернија? Така, гледачката, дали е се уште на линија? Не, се исклучи. Јас ќе замолам да се, доколку сака го постави прашањето, повторно да се јави и одржани ќе објаснат на каков начин всушност треба да го намали телевизорот за да може да зборува во програма. Ние продолжуваме понатаму кај пациентите како што доаѓа до исправување на рбетот со вежбањето. Најнапред може ли сосема да се исправи? Во зависност, кажавме, од колку искривањето. Ако е мал Доколку е степен, благо, може ли да се очекува да се нормализира и повторно И сме да... имале подобрување на такви состојби, да, има. Сега, доколку се случи тоа, што треба понатаму? Дали истите вежби треба да се практикуваат за да се одржи повторно Може истите положбата на вежби, а рабитниот може, стол? например, да си вежбаат нешто друго, да си одат на фитнес, на пилатес, на јога. Важно е да бидат физички активни, да не се нели заседнати или барем најмалце 20 минути, бидејќи по 20 минути вежбање на ден нема реално никаква голема корист. Повеќе од 20 минути вежби некакви. Ако доаѓа до исправање, веќе сметаме дека пациентот е здрав и секој од нас може да се избира што сака да вежба. Што е со возрастните лица што имаат сколиоза? Дали тие може да практикуваат каква било физичка активност? Па не бидејќи тие, ако е секундарна сколиоза, односно сколиоза настаната поради некоја друга здравствена состојба, што претежно се случува кај такви лица, претежно таа здравствена состојба треба да се реши до некаде, ако може да се лекува, да се подобри состојбата, па ние им даваме вежби првин за дома, да ги вежбаат дома, значи тие се полесни, па како ќе напредува постепено да се зајакнува нели мускулатурата, ги појакнуваме вежбите и може да одат веќе да вежбаат нешто друго понатаму. Кој некако што била блага сколиоза, таа се во адултна возраст, понекогаш на обична рентгенска снимка ќе се забележи проблемот. Сега некогаш добиваат совет веднаш да направат магнетна резонанца и потоа да се упатат на ортопед или пак кај физијатар. Што сметате вие? Има ли потреба доколку не постојат никакви проблеми? Па верувам дека пациентот што направил рентген снимка, првин што отишол на лекар има некаков Ама проблем. Ама некогаш за да се снимат бубрезите, ќе се види, ќе се види Сметам ребетот. дека ако нема никакви проблеми, дека нема потреба да се прават дополнителни испитувања и дека со нормален здрав начин, физички активен начин на живот 3 до 4 пати во текот на неделата, дека тоа не би требало да влие по никаков начин. Многу често ја заборевме да кажеме дека имаме проблеми со жените после бременоста, бидејќи баш имам читано некои студии дека може да дојде и до искривување многу повеќе на рбетниот столб после секоја бременост. Така да и тоа да го имаме вака во предвид кај адултна форма, дека после бременоста, поради тежината, поради лигаментите, олабовувањето, може да дојде до искривување на рбетниот столб. Така, жените се жалат дека понекогаш чувствуваат промени, бидејќи се подгрбавени, имаат лошо држање на телото. Во таков случај потребно да се направи сериозен ортопедски преглед и Јас сметам консултација дека кај ако имаат физијатар? пациентите, ако имаат симптоми, дека не треба да ги игнорираат, пошто многу често после бременоста пациентите имаат болки во лумбалната област, тие си мислат дека е да речеме некоја дискус хернија или многу често мислат о спиналната анестезија ако нели се пораѓани со царски или епидурална, меѓутоа испаѓа дека е на пример сакроилијачен зглоб. Тоа се зглобовите околу самиот како лумбален дел од рбетот, долниот дел и поради тоа разлабавување хормонски што настанува со цел отварање на крлицата, доаѓа до нивна нестабилност и до болки во лумбалниот дел. Така да сметам дека ако се направи еден преглед, ќе може да се знае точно што е причината, дали е лумбален проблем, дали е сакроилијачен зглоб и место да се мачи пациентката со години, ќе си го реши многу побрзо проблемот. А постои ли начин за превенција на сколиозата? Да се спречи незината појава во детска возраст. Со оглед на тоа дека нели идиопатска е причината, често пати не ја знаеме точно причината. Не можеме да кажеме дека може да превенираме нешто ако не знаеме зашто се појавува. Меѓутоа сметам дека физичката активност, односно децата ако се пофизички активни, не би требале да имаат толку голема сколиоза. Значи помалку
помалку од седење пред компјутер, пред телевизор и со мобилниот во рака. Да. Оптоварување вела дека е на рбетот, да. бидејќи главата кога е навидната, се зголемува поголема притисокот, тежина. да, тежината се зголемува и тоа многократно повеќе. Значи, колку што имам читано до 20 и 30 килограми оптоварување доаѓа на рбетот во зависност степенот на како се главата, колку е наведната. Значи, не е исто дали ќе биде тука или скроз доле, така да тоа оптоварување се зголемува, нели тоа со лактот што го прави рбетот. Претпоставувам дека многу деца имаат проблем со рбетот со оглед на тоа што по цели денови веќе новите генерации седат со мобилниот во рака, со неприроден агол на држење на главата. Што ги советувате родителите? Да прекина да користа телефон колку е возможно. Тоа сега, нели, сепак до родителот и како детето се воспитува, да физичка активност, да си скачаат надвор, да се врати некој по нормален начин претходно што беше поприсутен, можеби да си играат децата меѓусебно. Би било добро да трчаат некои вон школски активности, да ги запишат, независно какви се, меѓутоа да има физичка активност. Пошто баш читав, бидејќи јас имам мало дете на 2,5 години, колку децата километри дневно поредно поминувале во споредба, например, со денешните деца, колку има заседнат начин на живот и соодветно очекуваме дека ќе имаме некакви било какви мускулоскелетни проблеми. И кај тие деца, меѓутоа веќе и на оваа генерација, да речеме 30-40 години, веќе имаме проблеми што претходно проблеми беа на 50 години возраст. Значи, целата дегенеративна болест ни се враќа, да речеме, иде во многу порана возраст, а тоа ни е поврзано за седнатиот начин на живот, 8 часа работа, потоа продолжуваме дома да седиме и не големата активност, додека нашите баби, дедовци работеле еве по ниви, и они биле секој ден по физички активни. Сметам дека треба да се вратиме. Да, на оние некогашни принципи и квалитет на животниот стил. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Еве, можеби на крајот еден апел, родителите редовно да ја следат состојбата на рбетот и држењето на телото кај нивното дете и да се јават дури и доколку е лошо држењето на телото, да, така? Сметам дека подобро е да се јават на лекар, да се направи еден превентивен преглед, него да чекаме да настане дијагнозата, па потоа да мора да носат некој ортози, што децата секако нема да бидат среќни. Така. Ви благодарам уште една за гостувањето. Ви благодарам и на поканата. И се надевам дека децата ќе имаат се подобро здравје во однос на рбетот. И јас се надевам. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.